Здраво, ова е Дарко. Дарко работи во веб портал. Син му утрово го нападнале насилници и сега Дарко пишува текст за тоа. Сака да покрене што поширока акција од граѓаните, па има некои мали дилеми за кои побара совет од нашиот експерт-манипулатор доктор Драган. Значи, што ти е примерна цел во ваков случај? Да предизвикаш емоција. Кој го нападна детето? Некои малски насилници. Аха, значи ќе пишеме дека биле од друга етничка заедница. Знаеш, тоа секогаш предизвикува емоции. Ќе ги кренеш луѓето на нозе, конташ? Чекај, ама тоа можеби не е вистина. Што е битно? Никој нема ништо да превземе ако не ги фатиш луѓето на емоција. Ама ќе се запалат страстите и може да стане и полошо. Ти сега сакаш да ти го кликаат текстот или не кеш? А? Ако не кеш, оди таму, бави се со нешто друго. Остави му го новинарството на тој што знае да предизвика емоција. Не. Дарко треба да ја напише вистината. Доволно е страшна. Со извртување на вистината, можеш само да ги изгубиш луѓето за сојузници во битката надлежните да си ја вршат работата и да спречат насилства. Да ги препознаеме манипулациите во медиумите, да реагираме. Дарко ме послуша. Сега текстот масовно се шерува, кликовите растат. Добро. Страстите малку се разгорија повеќе. Извиничко, Милошевски Дарко, тука работи? Одам јас се гледаме.